лайк, шер, субскрайб во знак на поддршка, донирајте во знак на поддршка. Добро утро. Мислам, добро дојдовте во ново видео. Сега, ово видео ќе биде, но можеби од 20 до 30 минути, вака дугачко. Ќе идеме на едно место, моце, таму ќе пак да кажем дека ќе лодуваме, не знам што. Ќе ви снимам по пат како е, на автопат како е, патарини, мотаrini, не знам, така некои сцени кат, не знам, лево, десно. Вие за повеќе знаете, тоа е. И еве сум тука со... Каде си, бе? Каде си? Еј, кај си, мали? Сатот е негдека околу, да речеме, па 6, мислам дека 5 за 6. За некој пола час тргам, па ќе се видиме на едно убаво место, така, езеро пред тебе, аз сум пред тебе, ама на колку таму, 200-300 метри. И тоа е, ви сеавам дека кога ќе трнеме, ќе спомнам нешто, некој делче, лудата машина, Porsche Polo, и за него ќе правам посебно видео, а ние се гледаме за кратко, да речеме, ајде. Еве ви сеавам, тука сме на бензинска, пуниме пол резервоар, затоа што тера бизнисот, знаете, цвета. Така, овој джукиво. Еј! Кај си, другар? Тоа е, ви сеавам негдека таму на автопатче, лево десно. Ајде. Еве сме тука, негдека занака Гостивар, пред Гостивар. И тука се шеткаме малце, одмараме, по автопат не можев да снимам, пошто користев GPS, мапица, знаете тоа. Али каже, признај, фокусов е бомбона, значи гледаме како се. А гледа сега овој. Кај си, бе? Еј, дојди ваму. Джуки, мали. Тоа е, ви сеавам, ќе идеме пред каде што извира река Вардар, Вруток. Таму малце знаете, изборчиња, па бањања ако може и така натака. Се гледам. Еве, како што гледате, ондека, кај тоа дрвцата големите, високите, извор, значи бистра вода, гланц, ево Рекс, мафија, така, еве мене, не знам колку ме гледате, само момент, тука вака да си се средам, оп, бомбона, значи стварно чисто зелено. Тоа е. Се гледаме за кратко кога ќе дојдам таму на кај Маврово, бла бла бла. Поздрав. Еве сме. Стигнавме. Малце со предна камера, ме мрзи се да се центрирам со задна. Ево како е. Ево натаму. Таму дури е. Ќе ви покажам после кога ќе дојдам. Се слушаме во следна видео снимка. Ево манастирот. 1000 години. Ево како изгледа конаците. Некој за кафења, некој за не знам што. Како што гледате, тука сме малку шетаме низ двораната. Убаво место, посебно за да преспиете. Тоа е, па ќе ви сеавам од тоа место кај што треба да преспиеме. Опа, ево. Значи, околу мене све е планина, шума, таква работа. И ќе видиме што ќе правиме, сега се растоварам малце, па кога ќе бидам спремен да наречам, ќе
снимам некои така делчиња што како ни поминува на активности. Се гледам. Ајде, Рекс. Рекс, бе. Се лизга? Рекс, дојди ваму, брзо. Кајзи, бе, кајзи ваму, дојди. Леле. Сме во така наречен апартман и како што можете видите, лагано си колирам. Сега ги покажам. Тука сестра е. Ваму е излез. Ваму е собата во рајот. Така изгледа. Тука, да. И ја како оние јутубери не знаеш. Она. Охаха. Добро. Беге ти, маце, беге таму, оди таму. Еве. И не се затварај. Добре. Значи, вака. Малечко е. Мирно, ама бомбона. Еве. Какво е? Него поршето. Поло. Тука терасиче имаш. Као мини терасиче, знаеш, за двајца. Еве. Храна и вода за нашиот миленик. И местото каде што ќе спие. Така да, сега ќе ручаме, па ќе ви се јавам од некаде од планината. Опа! Сме тука. Студенче некој изворче во Леуново под Мавро и Ростуше, што е. Бомбона, види. Какво е позади мене. Какво е од другава страна е. Гледаш? Гледам. Супер е, значи, феноменално, као што гледате, малце сум црвен, малце ми се спием, поише ми се спие 5 сати, само сум спиен, али бомбона е, верувајте. Свеж воздух, здраво за сите, а посебно за спортисти. Ви препорачувам топло да посетите овој национален парк Маврово и да се скијате ако има всушност такова можност. Его овој тука ме влече. Каде сакаш да идеш, бе? Каде сакаш да идеш? Се гледаме за кратко. Дечки, тоа беа некои сцени. Снимив нешто кат сцени. Утре исто ќе снимам, ќе идеме на добра локација на Галичник. Ќе снимам и таму некој кат сцена и ќе бидам... Мислам, ќе се потрудам да снимам и на автопат. Исто така некоја сцена, бидејќи наваму кога идев не може. Као што напоменав во почетокот на видеото, користев GPS апликација која што ме доведе до Маврово тука. И така, значи, сега ќе се јавам може и пак од покасните часови, али мртов сум уморен, така да ќе се видиме за very soon, много кратко. Добро утро, дечки. Нов ден, за кратко е појадокот. Пак идеме таму Галичник да ви покажеме како изгледа едно утро овдека. Не знам колку гледате. Ево таму. Тоа е огромно. Вака следи све околу нас истиот круг. Еде го таму полото, смрзнал, се испотил. Ова на втор спрат сме. Да. Ова е тек ново, тек сега ќе се апгрейднува, односно ќе се надоградува. Има подобар естетски изглед и така натака. Па да ви кажам искрено, многу е потопло тука
обкружен околу планините на високо место, затоа што си поблиску до сонцето, отколку некаде, например, на пониско место или во Скопје, каде што облаците ги пригушуваат сонцевите зраци и хаос настанува, знаете, камен. Тука има сега 16 степени, а тоа го немаш во Скопје или кај мене во Драчево. Треба да дојде 1 сат, 2 за да постигне таа температура. Така, значи сега ме напуштам, така на поедок, после поедок ќе ви се јавам, ќе ви покажам како изгледа Галичник ваму таму. Сена се вака да изборам околу 370 км имаме направено од вчера до вечер кога се вратиме. Биете поздравени и очекувајте ново јавување во клипот. Погледнете кој бавина води до Галичник. Бомбонче. Се возиме тука со 30 на сат. Такви се условите. Ние бевме таму позеричено. Пак ќе се јавам одгоре од врвот. Поздрав. Ево десна страна езерцето, не знам колку можете да видите. Прекрасна гледка. Прекрасно патче. Само кога дојдете тука немој мислите дека се еднонасочна, затоа што може да залепи некој спротивна страна. Така бомбона. Да. Супер. Сме тука, застанавме малце, недовме на еден редок случај кој што се десил, не знам, во минатото до таму. Се потопила старата Мавровска црква, сега ќе ви покажам. Еве овдека. Се езерото е повлечено, значи оваа тука што е потопена, како што гледате и самите. А езерото, сега ќе ви покажам до каде е. Поради тоа што нема многу врнежи. Сега ќе видите, само секунда, да го фатам. Оп, него каде, гледате? Ондека. Така, убаво, значи, може да пофалам Маврово како одлично за парови, одлично за млади лица, со спортисти, како што кажав, посебно, а и оние што сакаат малце да се тргнат од градските гужви. Тука е перфектно место. Како што гледате, има и луѓе кои што пешачат, ние сме со кола. Посебен случај, така. Перфектно, значи, видите какво е убаво. Бомбона е него сонцето таму. Да. И да се пофалам камерчево е гланц. Значи, знам што бирам, знам што купувам. Значи, тоа е убавината тука во Македонија. Планинските предели. Додека ова сега како ви го зборувам, ќе ви пуштам патот како е до Галичник, значи снимавме нешто тие дрворедот со жолтите. Видите дрворедот. Значи перфектно беше. Ќе ви пуштам така некад сцени лево десно како иде патот. А се гледаме за кратко кај Галичкиот пат. Ќе ви покажам и таму како исто така ќе има кат сцени, па уживајте во видеото и во снимките кои што ќе ги пуштам.
сме тука, застанавме на едно убаво место со летниковец. Еве го таму. Бомбонче, патот е вака, кој знае на 3 круши ако бил. Исто е буквално така, али многу подугачко, многу. 15, не 17 км од оздола, сега сме нека околу 15. Погледнете ја шумицава, значи феноменално. Него Porsche Polo, отворена хауба, стари трик кој не знае. Бомбона, него Рекс нешто се буни. Па, тоа е. Исто и од овој пат ќе ви пуштам кат сцени. За целиот пат откај што таму пристигавме до Галечник горе, па ви се јавувам за кратко негдека таму догоре или пак може на врвот. Се гледаме во наскоро за некоја минутка. Еве гледате ондека е количката, а ние решивме усвари со Рексот малце да скршнеме нагоре. Ајде Рекс, одиме горе. Тука е хаос. Значи се гази, ама не се знае на што се гази. Така шумица. Гледате каква е. Тоа патчето нагоре и могу уште за одење. Значи перфектно е. Ај ќе ви снимам и нешто од ова вака. Па ние се гледаме тогаш во следно делче и бидете трпеливи додека гледате некои кат сцени, доколку ги има наравно. Поздрав другарчиња. Его дечки патчето за на кај Галечник. Само што Поршето тука нешто прегушува, ама тара. Следен пат ќе му ставам 100 бензин. Гледате? Патот за на кај Галечник. Секогаш е со вакви места. И патот за на кај Колешински и Смоларски водопади. Исто вака. Морав да изгасам затоа што имаше една опасна кривина. Знаете, ќе ви ги се јавам за кратко. И дечки, додевме до некој observation point, нешто пишуваше, како гледна точка кон Маврово, а сега ќе ви го покажам тој поглед, погледнете го. Ево како изгледа, значи цело Маврово фаќа, значи тие таму позади овој зид, позади овој рит усвари, ние бевме, цел круг вртиш, одиш тука, и се од тука има едно за вака и лево десно, него Поршето, таму е, и уште нагоре, уште 12 км, не знам колку е таму. Погледнете каква е. Значи, чиста природа. И да, што да ви кажам, значи патот на кај Галечник се снима исто така, да знаете, да не заборавите. Да се задржите исто на кат сцените, немојте да избегате. И гледате го, може би преку 15 минути видео. За кратко ви јавувам, гледате кат сцени, значи, послушајте ме. И еве, дечки, само што трнавме и пак се спуштивме, пак сакам да ви јавам. Тука сме на една прекрасна ледина полјанка, како и сакате вие наречете ја. Значи, гледате какво е. Него Поршето, не на лево, на десно, тоа Хонда, тоа хаос, тоа е крш, бе. Бевме ондека горе, ке наричено. Така. И сега сме тука, по нековие места. Не таму има езерце, па ќе ви се јавам да стигнам до езерцето. Така. Вие бидете поздравени. Поздрав. Еве го. Ти ебам. Еве го патчето како е. Да не речете после Porsche Polo не може да искачи. Бе, сега дека може да искачи. Не е ова југо, разбираш? Не е ова застава. Ова е Volkswagen групација. Погледнете таму како е. Гледате? А гледате ондека. Тие ридишта. Затоа викам ја, значи, послушајте го доктор Мартин, спремен за сите
предизвици на овој пат тука. Мада нема некои предизвици, све отворено, гледате, нема семафори, сваќаш. Нема ништо. Се гледаме за кратко од горе. Поздрав. Ево галечника што гледате тука. Влезот на табличката и за кратко ќе се јавам таму кај што ќе биде центарот, сега во почетокот, така да бидете спремни и очекувате бум. Као што гледате, дојдовме до крајната дестинација, а тоа е Галечник. Натаму, као што ви покажав, има некоја река, гледам што е тоа, некоја паче за тоа Јанче, ама многу е далеко, таму немаме време за толку. Сега вака чисто, тука ќе одиме. Има две цркви и некој поглед на таму, па ќе видам ако немам некој добар убав поглед, ќе ви пуштам. Еве погледнете се одоздола каков е погледот. Значи све ева карпесто, земјиште и населба. Гледате? Нашиот паркинг е нагоре таму. Значи, што ви кажам, ово е рај. Рај за душа, рај за лек, како беше тоа. Освари рај за... Не. Рај за душа, за срце лек, како беше. Небитно, има во една песна. Перфекција, перфекција. Значи ви се јавувам за кратко, вие биете поздравени. Сме тука во Виланеза. Чекаме, иде споро како удрачево исто. Неквалитетен професионал, овако сека кадар, работен и така. Ево, малиот си одмара. Па ќе ви се јавиме после за назад. Некој дел го фативме, ама некој дел не го фативме. За назад ќе го фатиме и повеќе патот и ќе видите каде иде моето Порше. Се гледаме. Еве сме тука, застанавме за назад. Не пишува тука, ова е некој ранч со коњи, така можеш да си овако шеткаш од ондека вака некои крупчиња на таму лево десно, не знам колку шо како. Као што гледате, тука сме исто така покружени со огромни карпи, шума. Таму позади тоа се наоѓа Галечник, од каде што ние дојдовме. И така, сега моци ќе поуживаме тука и крајна дестинација ќе биде Скопје или Драчево кај мене. Тоа е, нема повеќе што се зборува. За надоле сега, односно за назад патот, ќе снимиме нешто и на автопат ќе снимиме. Ете, на почетокот не можех, ама сега ќе можам. И така, уживајте. Дечки, имаме една тужна вест. Непрепорачливо е да влезете во таму со едно малешко куце како што е Рекс, затоа што има огромни шарпланинци, така да не ви препорачам. Ете сега јас ќе си седам, ќе сме таму ќе јава со конј, најата нака класика, одење полека, такви работи. Па ништо ќе се јавам тука од кола, ваму, таму. Так, тешко дека ќе ви прикажам нешто со коњите. Уживајте. Дечки, како што гледате, чекаме со двието, дека се одвијата рутата. Па, еве да ви прикажам каква е една гледка во Поршето. Значи, само колирате бомбона, еве го Спанкото. Спанко? Спи, спи е. Тоа е. Тука, значи, една препорака. Само со турски кангал, ниту со доберман, ниту со вучијаци, ниту лабрадори, ништо не ви помага. Само турски кангал. За може да се спротистави на овие шарпланинци. Разбирате, ако се случи такво нешто. Али, шарпланинците не напаѓаат луѓе, што е добро. Така да, ако му искочиш пред него, ако сте вие, например, со кучеве брка, искочите само пред него, он ќе сопре и... Знаете на класика, мш, ајде гитла. И ќе си замине, слободно. Кажувам од искуство, затоа што и мене ми се случи. Капиш? Додека чекаме, ќе има каш цени, ама
кат сцени откако ќе заврши. Сваќате како иде сега тоа? Ќе разберете ако не разбирате. Дечки, еве застанавме малце да правиме една пауза. Кратко така, пред излез, пред табличката тука што се одув малце понатаму е таблата за Маврово. Па, уште малце нафтопат, кој снимаме нафтопат, исто така ќе пробам да снимам некој клипче, ако е возможно, ако не, ништо страшно. Така, сега уживајте и се гледаме на следна пауза, каде што ќе биде таму, не знам, пред Скопје недека. И тоа е. Се надам дека ќе го гледате и ова видео до крај, сигурно и верувам дека ќе има над 15 минути гарантирани. Така да, дечки, гледайте и уживајте. I'm the king. Заборев да го одјавам видеото, влогот што го правев. Ако што гледате, дома сум си шишав исто така. А во исто време и го едитирам видеото кој што ќе искочи утре, изутрина или поплане, затоа што изутрина има часови, знаете, малце тактички тука да изреагираме. Така, значи, дечки, така бев малце расен, да се каже, и заборев да го одјавам видеото, да кажам дека тоа е тоа, па ви оставите лайк, шер, субскрайб ако сакате вакви видеа во кои што патувам, ви прикажувам што како правам убавините исто така на тоа патување, и ние се гледаме во следно видео. Ставете ви лайк, шер, субскрайб во знак на поддршка, донирајте во знак на поддршка, имате линк, се ви е во на мојот YouTube канал, а имате убава вечер. Поздрав!